Почитувани гледачи на М телевизија, вечерва, како што можете да видите, нема да одиме со стандардниот формат на емисијата Разговори со Јанко Бачев со водителот Саши Ивановски, туку вечерва со оглед на што туку завршените претседателски избори во Соединетите Американски држави, ќе дадам едно свое собствено и лично видување, бидејќи тие избори ги сметам за важни како за човештвото, така и за македонскиот народ. Ова особено повеќе што победата на Трамп представува една лична сатисфакција за мене лично, како и за единствена Македонија, бидејќи ако прочешлате по социјалните мрежи ќе видите дека Единствена Македонија е единствената партија и јас лично кој што уште од 2016 година застанавме на страната на Трамп и ги дадовме причините зошто е добро да победи Трамп и таа наша заложба има еден континуитет до ден денеска, до што току завршените избори, значи цели 8 години. Ова го посебно го потенцирам од причина што, како што можете да видите сега на политичката сцена, како на домашен терен, така и на меѓународната сцена, бројни политичари и од значајни земји членки од Европската унија, лидери, премиери, председатели на држави, гледаме едно лигавење на таа сцена, како му се лигават на Трамп со тие честитки за победата, иако во текот на изборната кампања беа против него. Против неговите определби ја поддржува неговата против кандидатка, меѓутоа сега откога победи, гледаме така едни секојдневни честитки, дури кажуваат дека како биле нестрпливи и чекаат Трамп да ја преземе функцијата и да седнат да соработуваат со него. Меѓутоа да се вратам на нашите определби, моите лични, како и на Единствена Македонија. Зошто ние сметавме дека е добро Трамп да победи? Победата на Трамп на изборите за нас е од особена важност, бидејќи, како што ги гледавме, неговите определби беа да придонесе, да се спречи дејствувањето на длабоката држава, бидејќи, како што гледавме во неговата кампања уште од 2016 година, Трамп јасно кажа дека сите нации и држави, без разлика дали се мали или големи, треба да си ја земат судбината во своји раце и да ги управуваат своите работи согласно желбата на народите на тие држави и она што треба да го прават нациите и државите, да ги стават своите земји на прво место, дека тоа е во ред и дека тоа е она што треба да го прават сите, тргнувајќи од Трамп кој што кажа дека неговата желба е да направи Америка повторно голема и да се управува согласно своите интереси. Јас лично и ние во Единствена Македонија, значи, длабоко ги цениме тие негови усилби за еден нов свет, за слободни, национални и суверени држави. И затоа ние во пресет на изборите во ноември и 2016 година и 2020 година и сега во 2024 година сите очи на македонците и затоа ги повикавме сите македонци во земјата и странство да гласаат за Трамп, кој што е голема шанса за човештвото и за македонскиот народ. Еве тука накратко да потсетам на пример на инаугуративниот говор на Трамп во јануари 2017 година кога прв пат ја презеде функцијата. Тогаш јасно порача дека Соединетите Американски држави нема да му наметнуваат на никому начинот на живот кој што е во Америка и нема да им наметнуваат присилни мерки како тие држави да се уредуваат. Уште поинтересен и поинспиративен говорот на Трамп во септември месец 2019 година во Генералното собрање на Обединетите нации, кога самиот Трамп, внимавајте добро, повика на негирање на глобализмот и прегрнување на национализмот. Тоа се негови зборови и дека иднината не им припаѓа на глобалистите, туку им припаѓа на патриотите. Да се заштити историјата, културата на секоја земја и сите, како што кажав, нации, без разлика големи или мали, да се ги сакаат собствените држави и да го направат светот подобро место за живење за сите нации. И затоа, како председател на САД, Трамп повика на овие вредности кои што се за нас длабоко прифатливи, државите да се уредуваат врз основа на својот национален и религијски идентитет и што е уште поинтересно, Трамп не започна никаква војна за време на својот мандат. Понатаму, значи, во наредната година, исто така во септември 2020 година, на 75-тото, мислам дека беше заседание на Генералното собрање на Обединетите нации, Трамп порача дека со децении истите тие уморни гласови кои што предлагаат исти неуспешни решенија, следејќи ги глобалните амбиции на штета на сопствените народи,
и повика само кога нациите ќе се грижат за собствените народи, ќе најдат вистинска основа за соработка. И тогаш тој како председател јасно ги отврли неуспешните пристапи од минатото и гордо повика да ја стави Америка на прво место, исто како што треба, сега внимавајте добро, што е посебно важно, исто како што треба сите нации да ги ставаат своите земји на прво место. И затоа, како што повика, значи, таа длабока држава, или како што ние, и јас лично, ја означуваме како ѕверот, значи, посебно ние во Македонија имавме, да кажеме, тешки последици, бидејќи, како што знаете, длабоката држава во координација со собствените домашни марионети го избриша името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Сега, зошто е битна таа политика што ја промовира Трамп? Тоа е всушност едно враќање на политиката на Соединетите американски држави од периодот на Првата светска војна. Да потсетам, тогаш, после Првата светска војна, кога беше создадена првата универзална светска организација, Лигата на народите, тогаш Соединетите американски држави одбија да станат членки на таа организација со едно образложение кое се сведува на ова, дека Европа е одделена со Америка со еден голем океан и Америка нема потреба што да се меша во Европа. Треба да си гледа собствените работи на американскиот континент. Значи таа политика на изолација тогаш беше промовирана од страна на Американскиот конгрес и Америка одби да стане членка на првата универзална организација, Лигата на народите. Меѓутоа, после Втората светска војна настанува радикален пресврт во американската политика, тогаш кога е создадена Организацијата на Обединетите нации 45 година, Америка зазема активно место и тогаш тргнува во тој поход да го контролира светот, да го проектира светот согласно собствените интереси и да се однесува нешто како команден мост во кој што како светски полицаец во кој што ги контролира светските процеси. Тоа беше еден период, значи од 50-те години на студената војна, во кој што светот балансираше меѓу две големи сили, Соединетите американски држави и Советскиот сојуз. 90-те години кога се растурија тие социјалистички или комунистички системи кои така се нарекуваа, до ден денес околу 30-те години Америка, значи, имаше таа политика на светската сцена како светски полицаец кој што беше една доминантна сила, бидејќи Русија 90-те години се повлече во своите национални граници доброволно и тогаш му го препушти светот, значи, на Америка кој што до ден денес, значи, го контролираше тој свет. И сега сме сведоци на едни процеси обратни во кој што се руши таа униполарна структура светска, командувана само од една структура, туку ево процес светот на настанување на мултиполарна структура во кој што Русија оправдано си го бара своето место на светската сцена, како што на времето го имаше Советскиот сојуз, значи светот пак да балансира помеѓу повеќе светски сили, тука е, да не спомнеме, Кина, еве сега најновото земјите на БРИКС, значи светот се менува, Европа се менува и пак се враќа таа биполарна структура на светската сцена. И сега што е тука, значи поинтересно сега Трамп повторно се враќа на таа со своји кажувања, повторно се враќа на таа позиција на изолационизам, дека Америка нема што повеќе да се меша во тие брутално во тие светски настани, постојано да продуцира војни. Тука Америка сака да ја направи повторно голема и Америка да се врати на својот американски континент кај што ќе работи за добро на граѓаните, а не непотребно да се исцрпува во сите светски процеси и во сите светски локални војни. Тоа беше таа заложба на Трамп за разлика од заложбите на неговата противкандидатка која сакаше Америка да остане во тој глобален свет во кој што ќе продуцира војни, ќе се истоштува непотребно, меѓутоа како за среќа на човештвото, а тука верувам дека таа среќа ќе биде и за македонскиот народ, значи затоа тие неколку причини сметаме дека Трамп добро е што победи на овие избори. Ние македонците посебно сме задоволни од победата на Трамп и затоа ние како единствена Македонија на изборите упативме јавен повик македонците во Соединетите американски држави на изборите да го поддржат кандидатот на републиканската партија Доналд Трамп и според нашите првични информации што ги имаме од наши активисти во Соединетите американски држави кои што се ги поддржуваат политиките на единствена Македонија, таму според тие информации, значи македонците масовно го дале својот глас за Трамп,
И тука да спомнам дека таа не е мала бројка, според нашите некои проценки што ги имаме во Соединетите американски држави живеат некаде околу 200.000 македонци и што е посебно интересно, некаде уште пред 100 години, некаде 1920 година во првите пописи на американски пописи се срекаваат македонците и јасно е кажано дека тоа е групација македонска која што зборува на свој македонски јазик. Јас сум свесен дека претседателот Трамп ќе го почне својот нов мандат во време на безбедносни бури, глобални предизвици, нов светски поредок. Свесен сум дека овие глобални предизвици се одразуваат и врз земјите на Балканот, вклучително тука и Република Македонија. Меѓутоа, ако сега Македонија води една паметна политика и доколку успееме да ги промовираме нашите интереси, верувам дека во тој мандат на Трамп ќе ги оствариме нашите македонски интереси, бидејќи, почитувани гледачи, да бидеме најасно. Во таа светска политика одамна е запишано дека нема пријатели или непријатели, останува вечен само интересот. И сега е многу битно што нашиот македонски интерес некаде се поклопува со определбите на Трамп за новиот светски поредок, кај што јасно кажува дека мора да се негира, да се уништи глобализмот, да се прегрне национализмот. Тоа се негови зборови на Трамп, и затоа ние сега треба да тој наш македонски интерес се поклопува со глобалниот американски интерес и верувам дека со една паметна, со една мудра политика ќе знаеме како да го ствариме нашиот македонски интерес, бидејќи ние сме сведоци дека таа длабока држава нас не нанесе големо зло, или како што јас го нарекувам во моите пишувања зверот. Гледате, не избришаа име, идентитет, историја, традиција на македонскиот народ. Тоа е лошата работа. Меѓутоа, почитувани гледачи, да треба знаете дека во сето тоа има една добра работа. Сето тоа со тие меѓународни договори, така наречениот Преспански договор со Бугарија, лошата работа е што се избриша се што е македонско, меѓутоа добрата работа е што постои начин како тие договори да се поништат. Значи меѓународно правно обсервирано со тие договори може да се поништат, бидејќи еве јас лично за мене да кажам дека таа борба, битка за Македонија, за нашите национални интереси ја водам не само на политички план, туку и на научен план, бидејќи моите последни две книги се токму на ова тематика, како да го поништиме Преспанскиот договор и како да го анулираме значењето на Бугарскиот договор и да ги заштитиме националните интереси. Ја давам визијата како тоа може да се направи, меѓутоа тука има едно големо ама. Треба национална, патриотска власт која што ќе има храброст, желба, волја тоа да го направиме. Сега на меѓународната сцена настаните не се поклопуваат со победата на Трамп. Значи сега се зависи од нас самите колку во тоа ќе успееме. На крај, почитувани гледачи, еве ја користам приликата, значи покрај тоа што ние пративме официјално писмо со честитка до новоизбраниот претседател Трамп, еве и лично да му ја честитам големата изборна победа на Трамп и да му посакам добро здравје и добро да ја води американската политика во еден похуман, поубав свет кој што војните ќе станат минато, впрочем тоа го најави и Трамп, и да се надеваме дека во тој еден склоп, во тој еден маневарски светски простор ќе ги освариме и нашите македонски интереси.